Благослов и се разбира добро вечер, почитувани слушатели. Вие слушате емисијата Гласот на вистината, која што се емитува еднаш неделно. Се разбира, ова емисија има за цел да ни ја прикаже вистината. Почитувани слушатели, ова вечер ќе имаме можност и ќе бидеме огромно благословени да видиме што понатаму Библијата ни зборува. Поточно ќе зборуваме за Библијата, меѓутоа и за нејзиното, се разбира, дејство. Емисијата Гласот на вистината има за цел да ни ја прикаже вистината. Клучот за вистината е во Библијата. Всушност, ние можеме да откриеме дека самата Библија е клучот за вистината. Кога читаме во Библијата, откриваме дека Исус Христос, Синот Божи, кој Бог преку 2000 години го испратил на оваа земја, тој за себе си рекол дека тој е вистината. Библијата и незиното дејство. Иако голем број на личности не ја признаваат незината моќ, но таа сепак делува и дејствува. Почитувани слушатели, можеме да видиме, да читаме. Се разбира, има откриени или податоци кои што зборуваат за моќите на Библијата. Постојат луѓе кои што даваат сведоштва за незината моќ и за незиното делување. Дека таа навистина делува и има моќ да ги променува животите на луѓето. Почитувани слушатели, сакам навистина да прочитаме барем некои текстови кои се наоѓаат во Новиот Завет. Еве да отвориме, кога зборуваме, се разбере, за незиното дејство, за незината сила. Јас сакам да отвориме нешто во посланието на евреите, иако Библијата, дури во Стариот Завет, зборува за незината моќ, зборува за незиното делување. Ние малку подоцна ќе видиме како Бог во Стариот Завет, се разбира, делувал преку законот Божи. Законот Божи имал сила и тој делувал. Библијата зборува дека законот Божи бил тој кој бил образец и водилка во животот на Израелот. Денеска Библијата е нашата водилка и таа делува врз нашиот живот. Таа го обновува и го благословува, се разбира, нашиот живот. Ќе отвориме во посланието на евреите, првата глава, и ќе го прочитаме 3 стих. Тој е одблесок на Божјата слава и отпечаток на неговата суштина, држи се во својот моќен збор. Откако преку себе ги очисти нашите гревови, седна одесно на престолот на Севишниот во висините. Потоа ќе отвориме заедно, се разбира, во 4 глава од ова исто послание и ќе го прочитаме, се разбира, 12 стих. И еве таму што ни е запишано: зашто Словото Божјо е живо и действува, и е поостро од секаков меч, со 2 острици, навлегува до разделување на душата и духот, до зглобовите и мозокот, и ги проценува мислите, па дури и намерите на нашето срце. Еве каква моќ, се разбира, има Словото на нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Библијата и незиното дејство. Божјиот збор понекогаш може да се спореди со семе. Во Евангелието според Лука, 8 глава и 10 стих, ни е запишено дека семето, се разбира, е зборот Божи. Еве ќе отвориме заедно во посланието, поточно во Евангелието на Лука, но она што треба да знаеме дека кога зборуваме за оваа парабола која ни е запишена во 8 глава, па дури кога ќе ја читаме 8 глава, ќе забележиме дека Исус зборува и дава информации за повеќе параболи. Од една страна зборува
како параболи, но од друга страна ги дефинира, се разбира, и го открива незиното дејство. Како што реков, ќе читаме од Лукиното Евангелие. Ќе читаме од 5 па се до 8. Овде Исус зборува за семе. Поточно дека излага сејач и го сее семето. И Библијата, поточно Исус дава објаснување во 11 стих. Кој е семето? Семето е самото, се разбира, Слово Божјо. И тој зборува кога семето се сее во каква почва, во каква локација, во какви места паѓа, се разбира, семето Божјо. За жал, не секојаш паѓа во добра почва. И затоа Исус ни дава конкретна слика за еден сејач кој излага и почнува, се разбира, да сее. Еве ќе читаме, како што реков, од Лукиното Евангелие, 8 глава, од 5 па се до 8. И еве што ни вели: излезе сејач да сее. Додека сееше, едно падна покрај пат и беше изгазено, и птиците небески го исколува. Другото пак семе падна на камен, и штом изникна, се исуши, зашто немаше влага. Едно пак падна меѓу трнје, израсте, но трнјето го загушија. Друго пак падна на добра земја, и откако изникна, донесе стократен плод. Откако го рече ова, извика: кој има уши, нека слуша или нека чуе. Потоа, од 11 стих, ќе видиме надолу како Исус ја толкува оваа парабола. Во една прилика и учениците го прашуваат Исус: зошто на народот им зборуваш во параболи, а нам ни зборуваш јасно и гласно и ни ги откриваш нештата? Исус им вели дека вам ви е даено да ги знаете тајните на Царството Божјо, а на народот ќе им се проповеда Царството Божјо, се разбира, во параболи. Новиот Завет, поточно 4 Евангелија, изобилуваат со параболи. Исус зборува со параболи, меѓутоа зборува од традициите и обичаите на стариот или древен Израел. И имаме доста параболи кои се разбира, опишани. Меѓутоа, почитувани слушатели, можеби понекогаш ќе разбериме дека се тоа нема никаква смисла. Како може една книга која е света книга да има приказни, пошто парабола значи приказна. Но параболите имаа небесна цел. Исус сакаше на едноставен начин да им го прикаже Царството Божјо. Всушност, преку самите параболи, да им објасни која е волјата Божја за нив. Но не само тоа, Исус сакаше преку параболите и да им открија вистината за Царството Небесно. Само сакам да дадам еден пример кој ни е запишан во Стариот Завет. Ако добро се сеќавате, Давид и Натан. Во тоа време кога Давид беше цар, Натан беше пророк. И многу добро се сеќавате кога Натан појде ке Давид и кога му раскажа за овцичката. Кога всушност Натан му ја кажа вистината на Давид. Давид падна пред нозите на Натан и длабоко се покаја, затоа што направи огромен грев пред очите на Господа. Го уби својот ближен слуга, верен слуга, се разбира, тоа беше мажот на Врисавеја. Но, почитувани слушатели, со овој пример ние можеме да видиме дека навистина самите параболи имаат небесна цел и тие, се разбира, изборуваат вистината. Како што можеме или како што може да се види, Божјиот збор може да се спореди со семето. Тој збор е во состојба да се намножи, да донесе друг плод.
Секој живо суштество кој не е во состојба да создаде свое потомство мора да изумре. Затоа изборот Божи е принуден да раѓа своји потомци, а тоа се наново родени луѓе. Тоа се оние кои сериозно со вера го прифаќаат зборот и се покајуваат за своите гревови. Таквите наново родени луѓе треба други да упатуваат како им постанале нови созданија или вистински христијани, кои што би можеле, се разбира, да го сеат Словото Господово. Ако се сеќавате, дури самиот Христос зборува за самото наново раѓање. Тој зборува, се разбира, со Никодим, кој бил кнез јудејски. Човек кој го водел, се разбира, народот Божи. Човек кој бил дел од Цендрионот. Исус му зборува дека тој треба да се наново роди, се разбира, преку Словото Господово, кој подоцна апостолот Павле открива дека тоа е всушност и бајната на природување. Кога ние се наново раѓаме преку Словото Господово, тогаш ние стануваме нови личности. Семето кое било посејано во нашите срца сме дозволеле да даде плод. Кога едно семе ќе падне во добра почва и даде плод, тогаш можеме да го видиме делувањето или действувањето на самото семе кое било посејано во животот на самите луѓе. Почитувани слушатели, имајте пријатна вечер, Господ нека биде со вас и Бог нека ве благослови. Не заборавајте, Библијата има моќ да делува. И таа делува, действува, работи. Зошто? Затоа што и самиот Исус зборува дека небото и земјата ќе помина, но зборовите Божи нема да поминат кои се запишани во самото Свето писмо. Пријатна вечер, Господ со вас нека биде и се разбира, тој нека ве благослови. Пријатно.